17-тото коло на бизнис лигата во Македонија го отворија екипите на Елем и НЛБ банка. Во првото полувреме Елем настапи со тактика на голман играч и таа определба им донесе резултат. Тие доминираа на секој дел од теренот, доминација поради која на пауза имаа предност од 4:2. Во вториот дел Елем го засили темпото и со одлична игра во нападот успеа да демолира НЛБ банка. На крај Елем славеше со убедливи 13:4. Стрелци на головите за Елем беа Ристо Стефановски, Антонио Ничевски, Горан Николов, Синиша Ковачевиќ, Пеце Соклевски, Владко Петровски и Павле Маđовски, додека за НЛБ банка головите ги постигнаа Жарко Димитриевски и Дијан Кекенковски. Резултатот се не ни значи многу, знаете, ова е сепак играме така повеќе пријателски. Добра утакмица ги победивме НЛБ. Ќе видиме како ќе би понатак. Дали имавте притисок пред овој меч, ако се знае дека ова би се битни надпревари за да поминете во следната фаза, тоест во четвртфинале? Се немаме некој така притисок. Се надеваме дека ќе се пласираме за четвртфинале. Како и секоја година учесници сме во Final Four, па се надеваме и ова година дека ќе биме така. Екипата на One VIP во дуелот против Окту уште во втората минута успеа да го отвори резултатот. По водечкиот гол тие се повлекоа и се обидуваа од против напади да дојдат до втор погодок. Сето тоа им донесе резултати, на полувреме заминаа со минимална предност од 1:0. Сепак во второто полувреме Окта ги засили нападите и во последните 10 минути успеа да направи целосен пресврт, откако постигнаа 4 голови. Конечниот резултат на овој меч гласеше 4:1 за Окта. Стрелци на головите за Окта беа Живко Котевски, Никица Богдановски и Драганчо Георгиевски, додека голот за One VIP го постигна Филип Пицковски. Игравте против екипата на One VIP, ја совладавте со 4:1. Како ви овој надпревар, иако по првиот дел губевте, па речиси во текот на цело второ полувреме. Сите 4 погодици ги постигнате во краток временски период. Па да, ние цело време бевме напред, цело време напаѓавме, се трудевме, имавме офанзива цело време и на крај верувам заслужено победивме, затоа што дефинитивно играта беше на наша страна. Причината е гледам што не се менувавме на време, значи кога требаше да се направат измените, значи многу дефанзивно играме, цело време се бранеме и мислам дека наредна утакмица ќе дојдат уште 20-тројца што се подобри и гледаме подобар резултат. Имам сознание дека екипата Адмирал е солидна екипа. Ние ќе играме нашиот стил на игра, очекуваме победа. Трансмет првото полувреме од дуелот со Адмирал го започна во високо темпо, кој им донесе резултатот 4:1, резултат со кој се замина на пауза. Сепак во второто полувреме Адмирал благодарение на Новковски со 3 брзи погодоци успеа да го изравни резултатот. Во самиот финишот на преварот Трансмет преку Велјановски сепак успеа да стигне до минимална победа од 5:4. Стрелци на головите за Адмирал беа Спасе Новковски и Стефан Серафимовски, додека головите за Трансмет ги постигнаа Енес Исаки, Бобан Велјановски и Един Скендеровиќ. Првото полувреме екипите на Фабрика Карпош и Евролинк играа крајно изравнет надпревар.
И покрај тоа што во првиот дел имаше голем број на шанси, беа постигнати само 2 гола и тоа по еден на двете страни. За разлика од првиот дел, во второто полувреме Фабрика Карпош ја превзеде иницијативата и предводени од Александар Божиков успеа да постигнат 3 брзи погодоци. Евролинк со голман играч се обиде да ја надомести негативата, но не успеа во тоа и на крај Фабрика Карпош го доби овој меч со 5:1. Стрелци на головите за Фабрика Карпош беа Александар Божиков и Игор Николовски, додека стрелец за голот за Евролинк беше Раде Бакев. Во текот на целото прво полувреме екипите на Еван и Македонски Телеком играа гол за гол, во кој видовме дури 6 погодоци. Прва во водство дојде екипата на Македонски Телеком, но по само неколку минути Елем преку Илиевски стигна до израмнување. Двете екипи до крајот на првиот дел се менуваа во водство за на пауза да се замине со резултатот 3:3. Вториот дел Македонски Телеком со голот на Великденов дојде до предност, но Мандаров кај Еван не влезе како голман играч, успеа да го израмни резултатот на 4:4, резултат кој на крај беше и конечен. Стрелци на головите за Евана беа Томи Илиевски, Бојан Симоновски и Илија Мандаров, додека за Македонски Телеком погодоците ги постигнаа Стефан Насковски, Ивица Велјановски и Петре Великденов. Екипата на Систина одигра маестрално прво полувреме против екипата на Факом, во кој потполно доминира и успеа на полувреме да заминат со високи 5:0. Во второто полувреме дојде до опуштање во родовите на Систина, што Факом успеа да го искористи не само 3 минути пред крајот влегоа во егал завршница. Сепак Систина ги консолидираше своите редови и успеа на крајот да дојде до победа со резултатот 10:6. Стрелци на головите за Систина беа Игор Ѓоргиевски, Кристијан Динковски, Ѓорги Иванов и Никола Трајковски, додека головите за Факом ги постигнаа Шено Ладжировски, Боро Мисердовски, Бојан Симоновиќ и Бобан Китановски. Грани дуелот против Сава Осигурување го започна максимално офанзивно, игра со која стигна до лагодна пренос на полувреме од 3:0. Во второто полувреме Сава Осигурување во еден момент успеа резултатски да се приближи. На крајот Гранит сепак го искористи играчот плюс и со рутинска игра го доби на преорот со 7:3. Стрелци на головите за Сава Осигурување беа Коста Глигуровски, Зоран Василевски, Данило Апостоловски, додека за Гранит головите ги постигнаа Стефан Митревски, Стефан Тевдовски и Денис Ташевски.
Во последниот надпревар од 17-тото кол на бизнес лигата на Македонија силите ги одмерија екипите на ЈСП и One Whip. Во текот на целото прво полувреме се играше изравнет фудбал и на двете страни. Ниту една од двете екипи не успеа резултатски да се одлепи, иако и двете екипи имаа шанса за тоа. На полувреме се замина со изравнет резултат од 2:2. Во второто полувреме екипата на One Whip успеа да стекне резултатска предност, благодарение на борбеност и продорниот напад кој го форсира во текот на целото полувреме. По предноста која стекна One Whip, екипата на ЈСП внесе во своите редови голман играч како би се вратиле во надпреварот, а ова се покаже како одличен потек преку кој не само што успеа да го изравнат резултатот, туку и дојдоа во водство од 7:6. Во последните секунди од надпреварот екипата на One Whip имаше шут за изравнување, но сепак не успеа да постигнат погодок. Стрелци на головите за ЈСП беа Томи Петковски, Сашо Ѓоргиев, Дејан Блажевски, Љупчо Павловиќ, Велко Серафимовски и Сабит Хусини, додека за One Whip головите беа дело на Мартин Ангеловски, Мартин Милошевски, Мартин Ѓоргиовски и Милан Аврамовиќ. Играчи со најмногу постигнати погодоци ова коло беа Александар Божиков, Кристијан Димковски, Игор Ѓоргиевски, Антонио Ничевски, Спасе Новковски. За тренер на колото е избран Ѓоко Цветковски од Окта, додека за голман на колото е Саше Мирчевски од Фабрика Карпош. All-раунд играчи кои погодуваа во клучни моменти и асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за потигање на моралот во екипата во ова коло беа Томи Илиевски, Стефан Насковски, Бован Велјановски, Един Скендеровиќ, Синиша Ковачевиќ и Томи Петковски.